Илинке, јас денес многу ќе работам, немој да ме чекаш, доцна ќе се вратам. Знам. Ти, Јаворке, ќе си одиш дома или тука ќе поседиш? Ќе си поседам со Илинка де, што ќе правам дома сама како утка? Ја, правите си друштво. Одиме? Ајде да Ајде, ја работам. со здравје. Со здравје. Ајде. Што живот ќе беше бре ова? Од рани утрини до доцни ноќи. Не знам, навистина, до кога вака ќе се тера? До крај. Голтари сме, голтари. Ќе не остават жените. Како бре да не остават, што зборуваш? Или може да не остават бре? Па се почесто се случува во село. Сите жени, чии мажи не се по цел ден дома, ги оставаат. А бре, Илинка моја не е таква. Не е ни моја Јаворка, ама. Темелко, ај не ми ставе во главава таква мисла сега пред работа, ајде. Ми вене е младоста. Мене убавината. Темелко по цел ден дома не се враќа. И мојов исто. Ама како да им се наутиш? Па работат по цел ден за еден животец да скрпиме. Така е. Ама ние сме млади. Ни треба маж. Младене, ајде, ако јадеш нешто, јадеш, ако нарачуваш, ако не, ајде, не ми го зафаќај место. Ајде, Време, Анджио, де. немој ти мене, абре, дебре, немој. Немој сега, ќе ми дојдат работниците, ќе сакат да нарачат нешто да јадат, што да им кажам јас сега? Не може, цела маса му треба на Младен за да јаде јаблоце. Ајде ти се молам, ајде станува. О, повелете. Добар ден, добар ден. Ајде, повелете. Младен, ајде стани. Пријатели, да ве прашам нешто. Ќе биде ли проблем ако седам овде и си го дојадам јаболчето заедно со вас? Не бре, пријателе, седи си гајле да немаш. Еме, Анджи! 2 чорби убај. А, чорби! Ледна чорба. Опа! Ајде на здравје, нека ви е. Чорба чок, месо јок. А ти, ајде. Пријатели, јас вака што ве гледам, вие како некоја мака да си имате. Не мора да ми кажувате, кај нас во село се дознава. А ти? Ти не јадеш. Има денови кога јадам, има денови кога не јадам. Ова е еден од оние другите. Немаш пари? Па земи работи. А зар јас целиот живот да го поминам во работа? Има денови кога работам, има денови кога не работам. Ова е еден од оние вторите. Браво, бе, Младене. Убаво си ја наредил. Па и ние можеме така да правиме. Барем нема жените сами дома да ни седат по цел ден. Тоа ли е работата? Вие двајцата затоа ли сте ми замислени? Да. Сум слушал јас за многу жени кои што ги имаат оставено сами своите мажи. Дури и со децата знаат да избегаат. Ај гледај си го јаболчето, јади си. Можам да ви помогнам. Како? Темелко, јадија чорбата, треба да одим. Треба само да ме оставите насамо да разговарам со вашите жени. Никако тоа. Абре, намака сме. Ако може, нека ни помогне. Кога ќе се вратите вечер дома, нема да можете да ги препознаете. Колку треба да платиме ние за тоа? Ништо. Еден ручек. Мејанджи!
Ајде сега ние да продолжиме на работа. Велиш, знаеш каде е куќата на Панче? Е како не? Најтрошната во селото. Е добро да јас затоа работам, нова да направам. Се во паметов една мисла има. Оној младен бре, сам го пуштивме кај жените наши. Море мудро дете е тоа. Сум слушнал и од други. Се нешто во наша корист ке каже. Добар ден, убавица. Кој Илинке да ми се вратија мажите порано? Не се мажите. Едно момче. Добар ден. Младен? Го знаеш? Па цело село зборува за Младен. Ама што бара Младен кај нас? Ставите ми една ракија, па ќе ви раскажам. Седни. Бев со вашите мажи. Илинке, брзо, ајде, дојди. Што било? Доаѓам од кај вашите мажи. Од нива? Не, од Мејана. Од Мејана? Како би така во Мејана? Чекај малку Јаворке, може би сакале да одморат, да ручаат. Абе како да ручаат, да одморат, па ние ручек им праќаме? Не знам, јас таму ги најдов. Значи ние дома седиме, а тие парите во Мејана си ги трошат. Да, дури и јас така се зачудив. Си велам мора да се многу богати сабаниве, што ми мене ручекот ми го платија. Слушаш, Илинке? Зошто ти се ова ни го кажуваш, Младен? Па вака, јас им го наслушнав муабетот. Се смееа дека ве оставаат дома по целиот ден. И искрено да ви кажам, кој знае каде отидоа од како се разделивме од Мејаната. Значи јас, Младен, не можам да поднесувам кога мажите така се однесуваат спрема жените. И затоа дојдов ова да ви го кажам. А ти, Младен, како се однесуваш со жените? Јас на жените им терам кејфови, девојко. Илинке, што правиш? Илинке, што правиш, Илинке? Јаворке, што правиш? Не знам, ама убаво ми. Леле, после толку многу време, Илинка моја ќе ме пречека со насмевка, бре. А мене Јаворка нема да ми се лути ако одме легнем и ако заспијам. Младен рече нема да си веруваме на очите. Едва чекам да ги видиме. Празно. Гледам. Жени! Тука сте? Полека, бре, Панче, не се нервирај. Не се нервирај, сигурно има некој објаснување за ова. Моите пријатели, кај ни се жените, бре, ајде кажи ми, Полека, кажи. бре, пријателе, полека. Ти Чекај да реков. објаснам. Бре, ти реков, има некој објаснување, човекот. Јас нели бев да се видам со вашите жени, поразговарав со нив И? Нели претходно разговарав и со вас. Да. И? И јас сватив дека вашите жени не се за вас. Вие треба други жени да си барате. Како бре други жени да си бараме? Мислам дека ќе си припаднам. Полека, пријатели, ајде влезете внатре. Ајде. Како бре? Пријателе, добро е, ќе помине. Ајде. Ајде, вода да му донесам. Еве, пријателе,
Абре, што е ова? Абре, ти нас за будали не сметаш. Не, зашто? Ти си ни ги земал жените наши. Да, јас. Абре, за нас не се, ама за тебе се, а? А, да, така некако. Јаворке, ај, да си одиме дома, пред да ме стегне срцето. Никаде не одам. Јаворке, немој да го пукаш мажот ти. Станувај заедно со Илинка пред нас двете. Јас овде останувам, овде. Леле, магија, бре. Магија ова има фрлено, магија ова има фрлено, бре. Срцето ќе ме стегне. Значи, мене ми треба некој здрав и прав маж, како младен некој. Не некој срцето што ќе го стегне. Што доживеа? Ти, Илинке, мори. Јас се заљубив. Не, нема тебе ако вака ова да остане. Ајде, смири се, нема ова вака да остане. Кај кадијата ќе одиме. Диши, главно. Каде баба? Дојдоа нови маж и жена пред врата. Ама бре, мајката едно кафе на рад не можам да се напијам. А ја не знам денеска што им се на населаније. Сите дојда овдека да се судат, да се тужат. Еми што сум јас виновен? Оти жените им бегале на мажите. Ај кажи ми што сум јас виновен? Не знам бе каде баба? Еми ти што не знаеш. Ама работата е што јас треба да знам. Јас треба да мислам. Ама кажи ми ти што да мислам. Да ги пуштам да влезат? Не бе, сакан бе, како ќе ги пуштиш бре? Слушај, појди кажи им дека кадијата почна да мисли вака. Мисли. Хајде се. Така кажи, значи дека мислам. Да се напиjem јас од ова кафенце, може би ќе ми дојде некоја мисла. Оре, жени што вас дисале, оре, бегаат. Каде баба? Лад Селанец пред врата вели дека има марифет. Како жениве да не бегаат од мажите? Ајде, Селанец, па има марифет, а? Слушај, ајде внеси го да видам што суратим, ајде. Ајде. За многу години, кади баба? О, ти си тоа момчето, а? Јас сум. Убаво што си ти. Вака си. Хај сега малку пат заврти се да те видам. Хај се ги навастра да те видам. Значи, ти си тој со овој сурето што нешто сакаш да ми кажеш, а? Јас, кади баба, јас слушнав и машката и женската страна. Убаво, така што си направил. Значи, сакаш да кажеш да ги казнам, жените оти бегаат. Да ги казниш. И јас така мислам. Ама да ги казниш и мажите. Ево те мажите. Сите нешто аз дисале. Ама бре, сакаш да кажеш сите заедно да ги казнам и мажите и жените, да ги казнам, така? Сите. Сите. Не мораш сите. Еве, например, сега ќе дојдат едни маж и жена. Ќе ги казниш. После ќе дојдат и други и нив ќе ги казниш. Кај нас во чаршија, муабетите брзо се шират. И кога ќе се расчуе дека си ги казнил, на никој веќе нема да му текне да се остава. Абе ти многу умен бе, садеакал си бил бе, машка. Убаво, аз ќе сум, само, слушай, ама кажи ми ти мене како да ги казнам јас? Еве сега слушај ја што имам. Ајде, кажи. Дојдовте, а? Ај сега да ми кажете ви мене, кој зашто сте дошле? Кади баба?
Моја Илинка сака да си оди од мене. Отимори? По цел ден не е дома, се сама седам. Има некој што има време за мене? Ти бе? И исто кади баба, Јаворка сака да си оди од мене. Дали ти, Илинке, сакаш да се вратиш кај мажот ти или јас да барам друго чаре за таа работа? Кај него не се враќам. Не се враќа. Ти, Јаворке? Како Илинка, така и јас. Значи, вие двете не сакате да се вратите кај вашите мажи, така? Не. Пеки, јас имам и друго чаре. Ајде, кажи кади баба. Епа, вака сега. Бидејќи жениве не сакаат да се вратат кај своите мажи, јас, како кадија, донесов ваква пресуда. Жените, внимавајте, жените да ги качат своите мажи на рамо и да ги однесат дома. Како кади бабе? Така бе, моме, шарено, така. Значи, жените да ги товарат своите мажи на рамо и да ги однесат право до... Така бе, моме, така бе, невести. Моја Илинка кај ќе ме издржи, бре, кади? Бре, кади баба, јас на Јаворка да ги се качам? Абре, гледај да не падне тут, јас го пуштив гава за сос, абе ќе ви удри чотек, море. Оти нас да ми удри кјотек. Ојде, бре, срам да ти е. Ти најде да го прашуваш кадијат, а? Види го ти него. Ојде, бре, цела ноќ сум седел и сум мислел за вас јас. Абре, гледаш, требаше ова да си го решиме сами меѓу себе, а не вака сега срамо и ќе букнат. Кади баба? Кажи некоја друга полесна казна да биде. Полесна казна, а? Да. Полесна сакате казна. Епа добро. Јас имам советник и сега ќе го пратам Гавазот да го доведе овде. Гаваз! Кој Гавазот? Кажи кади баба. Доведи го човекот овде веднаш. Хајде мрдни бе, само ми се влечеш као накво е. Абе, ама слушај ќе направам со овој човек. Добар ден. Абе, што направите бе? Што е овој џумбус бе? Што е, а? Седете веднаш, хајде. Седи. Видите, срам да викте си. Што е оваа работа бе? Овој е крив за сето ова. Овој. Јас кади баба ништо не знам. Само можам да видам дека овој овде е некако многу лут од пресудата. Тоа е затоа што не сакаат нарамо да се носат. А така? А тогаш јас имам друг предлог. Кажи, момче. Па име вака, може и одоко да се види, дека некако Панче не е за Илина, дека Темелчо не е за Јаворка. Ајде, станете да види кади ја. Станете бе, станете ви двајцата, ајде. Гледај, каде? Како да Панче ми е за Јаворка. Ој слеп може да го види. А Темелчо за Илина. А сакаш да кажеш да си ги смена жените? А или тоа, или наплеки носење. Наплети, а? Сакаш да кажеш дека наплети не сакат да се носат, а? Нека бираат. Епа, ајде бирете. Бирете бе, што чекате. Ами, ваков каде, кај што можете да бирате, нема да најдете ви на друго место. Ако успеам ова кафе, да го испијам нарајат без нека да ме прекине, ашкосно ќе ти речем. Кади баба, после она јас што го видов, ти гарантирам дека и мажите и жените сега си отидоа дома и дека веќе никогаш повеќе нема да се вратат и да се жалат. Сигурно? Кади баба? Ги следев до дома. Се качува, паѓа, па пак се качува, па пак. Ничко му тоа крака! Лаганирано! Ајде! И мудри чотек ме не удри! Кога се вратив доле у кадилакот, немаше никој. Сите се разбега. Сите, ајде оди се. Ајде оди. Оди, ајде. Значи како што рече, газда Младен така излезе работа. Ај, мене нема грешка, кади баба. Вака сега.
Сега ти да ги земеш ова паричкиве и, слушај, и не кажуве дека ти си го направил овој марифет, ме разбираш? Оди, ака полуѓе, и кажи, че кадијата, вако, марифет направи. Кади, баба, пе. Ајде, е уште две, за попот да ти се најде. Ајде. Ајде сега оди. За здравје. Ајде. И мајката, селанец, чеши човек. Гавас! Слушај, Кажи. утре да би го донесеш оној странецом пак, да си изнасмееме, ме разбираш? Ако. Ајде, оди ај сега. Оди, ајде, да. И на рајат кафе. Не џабе се рекло, роди ме мајко среќен, па фрли ме на буниште. Туку јас не сум толку среќен колку што сум мудар. И се додека има прости селани, јас никогаш гладен нема да останам.